Можеме на две нивоа, на два различни правца да го гледаме тоа што председателот Иванов го направи денеска. Решението на политичките партии, на секој нас поединечно, емотивниот став, аналитичкиот став или можеби во крајна линија политичкиот став е личен наш став, личен став на политичките партии. И првата и основна работа која мора да се нагласи тука е дека председателот Иванов направи еден чекор со кој и самиот тој силно верува дека ќе придонесе кон смирување на целата оваа политичка криза. Ако се сеќавате, пред известно време бев гостин во исто така во Обсервер, констатиравме дека Република Македонија се наоѓа во хаотична состојба и во една агонија која премногу долго трае. Токму ваквата одлука, во која буквално се пресече и се кажа доста беше од сите случувања, ајде да одиме на избори и да граѓаните во една нормална атмосфера, не обвинувајќи се едни, други или политичките партии, овој е виновен, за овој се води кривична постапка, за овој не се води кривична постапка, излегуваат на избори неоптеретени, ќе даде еден резултат и ќе ја прекине, дефинитивно ќе ја прекине политичката криза. Ако ништо друго со оваа одлука, препокувајте се праќа сигнал, препокувајте се вие од трибините политички, не ги злоупотребувајте институциите за тоа. Пред се тоа може да го констатираме како така, бидејќи премногу злоупотреба на институциите видовме, премногу двојни стандарди во институциите и на крај како резултат на сето тоа беше блокадата на функционирањето на институциите. Но она што особено привлекува внимание е дека не можам, јас лично некако не можам да ја разберам реакцијата на лидерот на СДСМ, на господинот Заев, кој повтор пат е аболициран, без разлика на тоа дали тој чувствува дека е виновен или не е виновен, но тој е повтор пат аболициран човек и самиот тој повикува на протести. Јас нема да кажам дека треба да биде среќен и задоволен со тоа, па да каже немам никаков став понатаму во животот, односно не сакам да водам политика, туку едноставно да го испочитува председателот и неговата одлука. Повикувањето на вакви насилни протести пред се само покажува кој на која страна е, односно кој како размислува и делува во Република Македонија. На кого му треба хаос во Република Македонија? Зарем господинот Заев мисли дека дека ќе излезе од целата оваа битка која ја наметна на Република Македонија последните 2 години неоштетен и како личност со кредибилитет, но и како личност која треба да сноси одговорност за определени прашања. Сепак, личниот став на политичките партии на нас, како поединци, не треба да биде пренесен во однос на нашето насилно делување во општеството, туку треба да оставиме простор да се реализира одлуката на председателот и да видиме како понатаму ќе се одвиваат работи, односно да се одвиваат во насока на смирување и излегување на едни нормални парламентарни избори. Очекувате ли дека ќе се смири ситуацијата и дека ќе имаме нормални парламентарни избори, како што велите? Знаете како, секогаш треба да бидеме оптимисти дека да, еднаш веќе ќе застанеме на нозе и тоа ќе се реализира, тоа го очекуваат сите граѓани на Република Македонија, едноставно уморни се, заморени се сите од сето тоа што ни се случува, но вечерашната слика покажува еден индикатор дека нема да биде лесно и дека од само ним познати политички причини, лидерот на опозицијата и неговата група луѓе ќе продолжат веројатно на овој начин да действуваат. Ние видовме од другата страна исто така протест и изразување на сопствено граѓанско мислење или партиско мислење, но не насилен. Јас би бил среќен доколку таква сила смогне и СДСМ да каже да не се согласуваме со одлуката на председателот, но тоа не значи дека ќе уриваме низ државата. И како искуство лично, морам да го напоменам тоа, моите претходни дебати со неистомислениците во анализите на политичките случувања во Македонија ми укажаа токму на еден клучен момент за кој сметам дека граѓаните мора да го знаат. А тоа е еден погрешен политички став на СДСМ и неговите поддржувачи или интелектуалната елита која сака се да поништи, буквално како од нив да тргнува државата. Сепак мора да бидеме свесни дека државата Република Македонија е држава на граѓаните на Република Македонија, постои, функционира. Тоа е идеална
генерации претходни кои се бореле за ова што денеска го имаме, за една собствена самостојна држава, така што и без поединци во оваа држава, Република Македонија се потпира на силата на низиниот народ и мора да функционира. Така и на институциите кои што се во бунило. Секако се надевам дека многу брзо ќе излеземе во следниве 2 месеци по изборите, ќе излеземе од оваа неубава состојба, ќе ја ставиме во функција државата. Нефункционирањето на институциите на системот носи дополнителни ризици и закани врз државата, не само политички, оваа политичка криза толку пролонгирана ќе предизвика и безбедносни, и економски, секакви други закани. А во моменти кога еве ова не се случува на границата со Грција, односно одеднаш нигде од никаде, мигрантите кои што со месеци си седеа, сега пробаа, нели се обидоа да влезат насилно во Македонија, дури имаш информации дека се потпомогнати, па дури потикнати од невладини организации странски кои што се наоѓаат во домени, а денеска и претседателот Иванов во своето обраќање неколку пати потенцираше дека оваа политичка криза има странски интереси, односно дека е наметната од надвор, дека некои други се обидуваат да ни ја скројат капата. Се упатили барем силна порака до нив дека нема да дозволиме, дека не сме мали деца и дека ете гледаме што ни се прави. Знаете, како ние сме совршено свесни дека има странски фактор кој влијае врз случувањата во Македонија и кој сака да ја искористи кризата во Македонија. Тоа се покажа и пред само неполна една година со случувањата во Куманово, во Диво населје. Тоа се покажа во неколку наврати со бегалската криза, на која долго време се предупредуваше дека ќе дојде до оваа ситуација до која дојде. Мислам дека токму во тој контекст и е понатамошното, подлабинското гледање на одлуката на претседателот Иванов, која денеска ја донесе, прекинувајќи ја внатрешната политичка криза, без разлика колка ви ќе бидат критиките врз него и овој удар што сега следува на незадоволство ќе мора да спласне, ориентирајќи се кон изборите, ќе им одземе еден силен инструмент за влијание врз Македонија на сите странски интереси кои во најголем дел покажаа дека не им мисла добро на Македонија. Имам јас овде подготвено, денеска имаше реакции, немаше директни реакции, меѓутоа имаше реакции по социјалните мрежи и мини соопштенија на странски, на некои од меѓународните фактори. Еврокомесарот Јоханес Хан се огласи преку Твитер. Тој напиша дека денешните постапки на претседателот Иванов не се во согласност со моето разбирање на владењето на правото. Еврокомесарот им порачува на политичките лидери во земјата дека нивните последни акции сериозно ја загрозуваат евроатланската иднина на земјата. Демократијата значи компромис и служење на граѓаните. Ги повикувам политичките партии да се вратат на преговарачка маса и да работат на реформите, се вели во апелот на Јоханес Хан. Од друга страна, Европската дипломатска служба на Федерика Могерини, пак преку портпаролката Маја Коцијанчич, реагираше на одлуката на Иванов, изразувајќи сериозна загриженост за одлуката, како што велат, повикувајќи ги сите страни да избегнуваат потези со кои ќе ги стават во ризик досега вложените напори за смирување на тензии во земјата. Повторно повикување на седнување на преговарачка маса, повторно еден вид закана дека е загрозена евроатланската иднина на земјата, а сепак оваа одлука доаѓа од највисоката инстанца, од претседателот на државата. Тоа само покажува колку слобода чувствуваат да се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија, што не е добро. Не е добро не само за Република Македонија, воопшто не е добро за целата Европска унија, која, така да кажам, тренира строгост врз нас, а не може да се справи со една бегалска криза, и Македонија беше таа која ја спречи бегалската криза, ја сопре на незините граници да не заврши во Европа. Ова не е благодарен? Па веројатно да, секогаш било така кон Македонија, за жал историските искуства тоа го само потврдуваат. Кога станува збор за коментарот на господинот Хан, повикот за разговори, повикот, неговиот личен став дека не се согласува, само негов личен став. Тој не е ниту претседател на Република Македонија, ниту донесува одлуки, ниту се однесува во согласност со Уставот на Република Македонија, ниту пак е избран од Република Македонија. Така што сосема нормално ја прифаќам неговата реакција, бидејќи знаете како сега може да размислуваме, едноставно проектот на Европската унија во кој требаше некој да покаже колку сме ние способни во дипломатијата наша, пропадна, бидејќи на крајот од краевите после 2 години неуспешната приказна на европската дипломатија, претседателот Иванов ја пресече како Александар Македонски Гордиевиот јазол
со меч го пресече и заврши со таа приказна и мислам дека треба да се помириме со тоа дека е така. А кога зборуваме за европската перспектива, за жал, јас од моје лично име би порачал до представниците на Европската унија и во Македонија дека нашата европска перспектива, евроатлантска перспектива не беше загрозена никогаш од Република Македонија, туку беше загрозена токму од нивна земја членка, чиј резултат денеска и самите може да го видат. Према тоа не е коректно, политички и дипломатски не е коректно ова да се прави. Не видов дека не го цитиравте Хојте, толку беше господинот популарен што и денеска со мачка излезе повторно, нели? Повторно имаше мачиња. Човекот е дегутантен веќе за било каков коментар. Гарбидж дипломатијата на Европската унија покажа колку е немоќна кога врвот на државата, кога народот е решен да си ја зачува слободата, да си ја зачува татковината, колку и да сме мали, сепак имаме држава која треба да ја чуваме. И сега притисоците биле и ќе бидат на некој нов начин, можеби секогаш ќе има предизвици, но тоа мора да се справуваме со нив. Вие лично што мислите? Многумина по социјалните мрежи денеска вела дека не требаше да го направи ова председателот Иванов затоа што сега никогаш нема да дознаеме кои се оние што работеа на главата на Република Македонија, кои се дрзна да го прислушкува највисокиот државен врв, дека нема да се одговара за сите оние недолични снимки кои што излегува во јавност, па дури и приватни и така натака, а дека со ова се спаси кожата на Зоран Заев, за кој што барем на граѓаните на социјалните мрежи по нивните коментари велат дека сигурно и дефинитивно ќе одговарал и ќе бил осуден за сите она што се случуваше во случајот Почневи. Да, се согласувам. Личниот мој впечаток, личното чувство моје беше дека да, Зоран Заев повторно избегна кривична одговорност, но покрај него избегна и Верушевски, избегна и Црвенковски со Надеж случајот. Се нанесе штета на угледот на луѓе од врвот на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е, знаете, како да кажам, после едно 10-годишно вложување во политиката, условно да кажам, некоректно поништување на употребната вредност или на етичкото ниво на тие луѓе едноставно беа извикани, исплукани, непотребно, без правосилни пресуди, а целата постапка која и специјалното јавно обвинителство ја водеше кон господинот Заев и Верушевски во таа приказна, од ослободувањето на Верушевски од притворот, преку одложувањето на случајот Пуч и така натаму, кој е всушност круцијален случај кој требаше да разоткрие за кого се прислушувало, кој прислушувал, со кој цели, па потоа да се навлезе во суштината на нелегитимните снимени разговори кои требаше да се докажат вистините се во која мерка и како. Затоа и на почетокот кажав, за мене е хипокризичен повикот на господинот Заев да се оди на протест во една ситуација во која тој самиот најмногу доби од сите. Значи, човекот се спаси по втор пат, веројатно, можеби ќе му дадат средно име аболициран, Зоран аболициран Заев, ќе биде интересно во иднина да запамтиме како во историјата како лидер на СДСМ ќе влезе. И најмногу од се ме загрижува тоа што и покрај се не сум убеден дека човекот ќе излезе на избори, бидејќи веројатно матрицата му е таква во која се насочува во создавање хаос и дестабилизација само за да избегне политичка одговорност. Од сега натаму господинот Заев нема да има кривична одговорност. Тој ќе треба да сноси политичка одговорност за која свој суд ќе дадат граѓаните на Република Македонија на 5 јуни. Имаш уште еден многу силен дел во говорот на Иванов, а тоа е дека освен ова што денеска сега го правам, ако утре повторно видам дека некој подготвува, ќе го направам ова истото на истиот начин. Меѓутоа, предлагам да го погледнеме прво комплетниот прилог на колегата Михајло Видимлиски за тоа што точно кажа Иванов, па да го прокоментираме. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов поднесе општ акт за прекинување на сите кривични постапки против лица од власта и опозицијата. Одлуката ја донел со цел, како што рече, зачувување на државните и националните интереси и како единствен начин за излез од политичката криза. Одлуката се однесува и за едно веќе осудено лице. Одлука
со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Таквата одлука ја донесов и ја подпишав денес. И стојам зад неа. Во одлуката пишува дека стапува на сила веднаш. Најголемиот дел од прекините на постапките се во фаза кога само некому му е само поднесена кривична пријава, воопшто не е покрената истрага или обвинение или пак судски рочишта. Предпоставувам дека за голем дел од нив никогаш немаше да дојде до прокренување на истрага или обвинение. Помалде се такви каде отворена истрага или обвинение, што исто така не значи дека се виновни. Само една од одлуките амнестија за лице кое веќе е правосилно осудено, но со оглед што за сите други од тој случај се прекинува постапката, ценев дека е неправедно само тоа лице да отслужува казна. Иванов порача дека граѓаните чувствуваат последици од политичката криза, се прави притисок врз оние кои носат важни одлуки, без да навлегува како што рече дали некој е виновен или невин и под предпоставка дека некој како што кажа сака да ги вовлече во кривични постапки, се одлучил на ваквиот чекор. Поаѓам од презумцијата на невинност. Моја предпоставка е дека најголемиот дел не се виновни за тоа што им е покрената кривична постапка, иако не може да го потврдам тоа без судска одлука. Ова го мислам од причина што стана јасно дека целта на некого е да ги заплетка политичарите и нивните блиски во кривични постапки и со страф и неизвестност и при тоа во една таква ситуација да остварува своји цели. Шефот на државата тврди дека ваквото решение го донел сам без никој да му се меша, дури не ги не известил политичарите, бидејќи како што рече, некој од нив можеби е убеден во својата невиност и сака да ја докажува во судска постапка. Ако некого сум пропуштил и тоа го оценам во наредниот период, ќе го исправам пропустот. Доколку проценам дека некој сака со слични чекори повторно да не заплетка во вакво сценарио, не ја исклучувам можноста повторно да реагирам на идентичен начин. Действувањето на некои институции во изминатиот период, кои треба да се само професионални, добива печаток дека имаше призвук на политичка хајка и од тука доколку и во иднина, тоа го почувствувам, ќе действувам соодветно и ќе го направам истото. Пред да ја соопшти одлуката, Иванов посочи дека политичката криза се претворила во трка за притреси и кривични пријави. Собранието се распушти, закажани се избори, а ќе се оди и на бојкот, ситуација во која не може да помогне ниту меѓународниот фактор, порача Иванов. Тој посочи дека одлуката што ја подпишал денеска стапува во сила веднаш и оти стои зад неа. Повторно сме назад во студиото на телевизија Нова во тексе вонредни вести поради случувањата денеска, реакциите и од политичките партии и од граѓаните на одлуката на председателот Иванов да стави крај на политичката криза со тоа што донесе акт со кој што ги прекинува сите кривични процеси без разлика дали се во предистражна истражна постапка или се веќе судски процесуирани. Дури според информациите дури еден од веќе осудено лице ќе биде опфатено со ова без разлика од која политичка партија да доаѓаат. Како што чувме господин Андонов, во господинот Иванов има децидно браќање, порака која што ја испрати до сите дека не е само оваа одлука која што е донесе, туку дека ќе го мониторира целиот процес и доколку види повторно обид за било какво предизвикување политичка криза ќе реагира. Дури потенцираше на крајот дека во оваа политичка криза како што е сега, начинот на кој што се одеше, дури ни меѓународниот фактор, едноставно не гледал друг излез освен на овој начин да се вмеша свесно и стои за својата одлука. Сосема во ред, сосема коректно, кога веќе тргна во ваков модел на решавање на политичката криза е и да истрае до крај, бидејќи прекинувањето сега ќе беше само половична работа. Можевме да видиме дека СДСМ се закани дека ќе ги објавува понатаму бомбите, тоа значи дека ќе треба председателот да реагира, бидејќи тоа ќе предизвика кривични пријави од една на друга страна и така натаму и така одиме повторно во хаос до недоглед. Но како што напоменав, еден инструмент помалку за влијание на меѓународната заедница и сега треба меѓународната заедница да повлие врз господинот Заев да оди на избори, иако лично
не очекувам бидејќи не е подготвен да се соочи со политичката одговорност, кривичната, како што кажав, ја избегна, останува да се соочи со граѓаните на политичка одговорност. Председателот Иванов ќе си достои на зборот. Не е оптеретен нити со втор мандат да мора на некого да се додворува, нити со некои други посебни активности. Едноставно човекот покажа дека знае кога да изреагира. Ако се сеќавате, пред извесен период напомена, јас во неколку наврати ги повика политичките лидери пред меѓународната заедница да стапи на сцена да разговарат со мене. Се оглушија, веројатно и токму тој момент е резултат на неговата некоординација со било кој политички фактор останат од председателите на политичките партии или политичките партии воопшто во Република Македонија, да не се координира во однос на донесувањето на оваа одлука и мислам дека е решен да обстои до крај. Да, тоа значи дека сосема самостојно, веројатно неговите информации од други извори се подсврсти, по релевантни, кои може да влијаат врз донесувањето на таа одлука и да ги формулираат неговите ставови. Мислам дека во таа насока во која тргнат ќе отстои, бидејќи, како што кажав, ова би било половично доколку не продолжи и понатаму со оваа активност. Мегуват одрежија дека колегата Емил, кој што се наоѓа пред Социјалдемократскиот сојуз, повторно бара вклучување во овие вонредни вести. Емил, имаш ли некои нови информации? Гледам дека помалку луѓе има, се разидували толпата што беше на мирниот протест пред Социјалдемократскиот сојуз? Токму така, Анита, заврши мирниот протест на граѓаните кои вечерва мирно и достоинствено излегоа пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз да го изразат своето незадоволство од одлуката на Иванов да повтор пат го аболицира лидерот на опозицијата Зоран Заев. Протестот на граѓаните заврши во мирна и достоинствена атмосфера, како што кажав, имаше неколку скандирања од страна на граѓаните, интервални вклучувања на сирената со која сакаа да го изразат своето незадоволство, но сепак атмосферата остана мирна и достоинствена, немаше никакви инциденти, полицијата одлично се изработи својата задача, граѓаните веќе почнат, како што можеш да видите и позади мене, почнаа полека да се разотидуваат низ дома. Утре е нов ден, останува да видиме што ќе донесе, на нас не останува само да се одјавиме и да се вратиме во студио. Само кратко, Емил, ти имаше можност да поразговараш и со некои од луѓето таму. Што велат тие, зошто излегле вечерва на улица, револтирани се, како што кажа ти, од одлуката Зоран Заев повторно да куртули, да одговара за она што го сторил. Разговараше ли со нив, што велат тие, како тие гледаат на оваа одлука на председателот Иванов? Токму така, Анита, тоа што можевме да поразговараме со луѓето овде кои што велат дека излегоа да ја дадат својата подршка на владините институции во изнаоѓање на решение од излезот за излез од оваа политичка криза која се наметна на Република Македонија и конечно да се стави крај на целиот притисок кој што се врши врз народот да живее несигурно и неслободно во сопствената држава. Да погледнеме и дел од изјавите на луѓето овде. Воедно сакам да дадам и подршка за владините институции, а и да искажам револт врз она што се случува и врз ова што една година веќе се тормози државата и приватниот сектор, што доаѓам од приватниот сектор кој трпи огромни штети од оваа моментална ситуација во држава која што е. И моје како мислење во едно демократско општество или ние од демократско општество кое се стремиме, треба опозицијата, значи непрекинато со проекти, со добри идеи да ја руши власта. А кај нас све нешто се случува обратно. Опозицијата ја рушат со немили настани, со пропаганди и така натаму и така натаму. И така да не ми се допаѓат тие ситуации пред очите мои, гледам како, да не речам, државата се распаѓа и едноставно мислам дека не е добро за семејството мое и за целата нација не е добро. Ја слушнавме изјавата, Емил, од еден од граѓаните кој што бил присутен на протестот. Тие имаш комплетната информација од таму, ќе анализираме во текот на утрешниот ден. Останува ти се заблагодарам што еве и веќе 5 минути по полнок ти си се уште пред Социјалдемократскиот сојуз. Да констатираме уште еднаш, како што можеме да видиме и зад тебе, протестот веќе заврши и сообраќајот е воспоставен повторно. Значи, пред Социјалдемократскиот сојуз вечерва немаше никакви инциденти, се
работеше за мир и протест и изразила незадоволство. Ти благодарам за вклучувањето во овие вести. Господин Донов, дали може да резимираме, веќе го минавме полноќ, дали може да резимираме, очекуваме ли, можеби ако не можеме да играме на карта на политичарите, да имаат сенс и совесност, да не предизвикуваат насилни протестни инциденти, дали можеме да повикаме на сенс и совесност кај граѓаните да ја разберат тежината на оваа одлука на Иванов и дека навистина тој смета дека ова е единствениот начин да се стави крај на политичката криза. Пред се треба да бидеме свесни дека тој го има тоа неприкосновено право да донесува таков вид на одлуки како што донесе. И народот секогаш добро проценува, граѓаните на Република Македонија добро знаат што би значила дестабилизација на државата. И не очекувам поголеми немири и протести, но знаете како секогаш постои дел од луѓето кои се спремни на некои такви работи, но не очекувам немири првенствено затоа што граѓаните, како што кажав, се подготвени за тоа што би можело да биде како резултат на нарушување на јавниот ред и мир. И на крајот, знаете како, сите сме презаситени од целава оваа состојба и сите сакаме едноставно да се врати мирот и нормалното живење во државата. Тоа е основниот мотивација која ја искаже и председателот, но која граѓаните длабоко ја чувствуваат и ја покажуваат секојдневно. Можевме да видиме нели и од изјавите.